Рено представи нов компактен кросовер кој во Бразил ќе го започне својот поход низ светот, но на него ќе ја заобиколи Европа. Најблиску што ќе стигне ќе биде Мароко, каде се планира негово производство. Замислен е да го замени Сандеро Степвеј, на чија техничка основа е изведен. Сепак, стилски многу се разликува и има современ изглед со одводелни предни светлосни групи кои му ја даваат моќната и динамична појава. Новитетот во споредба со Сандеро Степвеј е малку подолг и поширок, но и понизок. Клиренсот му изнесува импресивни 209 мм, а зафатнината на багажникот 358 литри. Интериерот е унифициран со европските верзии на Логан и Сандеро, со разлика кај управувачот и на централниот тунел, каде место класична рачка на менувачот се наоѓа џојстик и посебно копче за паркирање. На бразилскиот пазар ќе се нуди со еднолитарски турбобензински мотор кој развива 125 конски сили, способен да работи и на алкохол. Менувачот е 6-степен, роботизиран, а погонот е само на предните тркала. Опременоста е богата, цените не се познати, а почетокот на продажбата во Бразил е најавен за март 2024 година. Сакајки да донесе повеќе свежина во својата тамошна понуда, заедно со него француската компанија во Бразил покажа и концепт на пикап возило. Наречено Ниагара се карактеризира со моќни и изразито модерни линии со кои се најавува стилот на идниот асортиман на марката. Сериската судбина не му е до крај известна, но може би за пар години ќе го замени моделот Oroch, кој е пикап верзија на првата генерација на Dacia Duster.